Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Добро утро, почитувани гледачи, еве и утро повторно заедно. Сречен поздрав од студиото на Радио Глас на надежда од Кавадарци. Вие следите утринската програма, што се емитува секој утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Денеска сме среда, 4. мај 2022 година или 124 ден во годината, уште 241 ден неделат од крајот на оваа календарска година. Што се однесува до прогнозата на времето, и сами приметувате дека деновите се врнежливи, така да студено е, не е студено во смислу како зимото, меѓуто сепак свежо е за овој дел од годината. Прогнозата гласи дека ќе имаме сончево со умерена облачност и малку потопло, како што најавивме вчера. Поплане на места ќе биде нестабилно со локален пороен дожд и грмежи претежно во западните делови. Ја гледам картата на Македонија и гледам некаде сонце, некаде облаци, ќе биде измешано, така да сепак облечите се потопло во утринските часови. Највисока температура ќе имаме денеска од 9 до 23 степени во Гевгелисиот регион, во Теквишијата ќе имаме од 7 до 22, во Беровскиот ќе биде посвежо, со врнежи од дожд од 4 до 16, најстудено секако во западните делови, Гостивар, Тетовско од 3 до 10, во Христиот регион ако се наоѓате, рачунајте на променливо, облачно време од 5 до 17 степени, во Пелагонија од 6 до 20 и во Скопскиот регион од 8 до 21 степен. Во наредните денови ќе имаме благо затоплување, не многу, но по 1 по 2 степени, така да еве ќе имаме и на 5 мај температура од 19 до 26, потоа на 6 мај ќе имаме од 19 до 24 и така натаму. Следете нашата програма, ние на време ќе ве информираме за времето во Македонија. Од Автомото сојузот на Македонија имаме слични информации како и вчера, значи се вози по мокри коловози, така да бидете внимателни во возењето. Имаме градежни работи на поедини делници во патната мрежа во Македонија. Интензитетот на сообраќајот на патните правци надвор градските средини е умерен. На граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања. За влез и излез од Македонија не се потребни веќе никакви ПСР тестови, така да слободно патувајте. Скоро сите држави во нашето соседство ги укинаат тие ковид мерки, така да ако одете во Грција или во Бугарија, во Албанија, во Србија, слободно може да поминете и безбедно да стасете на вашите дестинации без било какви тестови или потврди дека сте вакцинирани. Што се однесува до рубриката на денешен ден, може да ви кажам, почитувани гледачи, дека денеска, како што реков, е среда, 4. мај. Имаме интересни случаи кои се случиле во минатото, во историјата. За нас, како Македонија или како македонци, една од најголемите личности е Гоце Делчев, кога зборувам за државата. На денешен ден, значи 4. мај, тоа го учивме и во историја, по историја во училиште, но еве подсетување на 4. мај 1903 година во селото Баница, Серско, Егејска Македонија, во борба против османлиската војска загинал Гоце Делчев, еден од најголемите идеолози на народно-ослободителното движење на македонскиот народ кон крајот на 19-тиот и на почетокот на 20-тиот век. Роден е во Кукуш, Егејска Македонија на 4. февруари 1872 година. Значи на денешен ден бил убиен овој човек, познат денеска револуционер,
Goce Delčev. Во 1912 година во селото Фариш во Дреновската клисора Кавадаречко од турските банди подмолно бил убиен Пере Тошев, македонски револуционер и еден од основоположниците на ВМРО во Битолскиот револуционерен округ и учесник во Илинденското востание од 1903 година, роден бил во Прилеп во 1865 година. Во 1928 година, на денешен ден, 4. мај, роден египетскиот државник Хосни Мубарак, станал председател на Египет во 1981 година по убиството на Анвар Ел Садат. Добро, одиме понатаму. 1970 година Американската национална гарда убила 4 и повредила 11 студенти од Универзитетот Кент во државата Охајо, кои демонстрираа против Виетнамската војна. Вие постарите, верувам се сеќавате, ние можеби младите не толку, сме биле мали. Америка водеше војна и во Виетнам. Стотици, илјадници војници американски беа убиени и на крајот мора да се повлечат. Но еве овде мала група на студенти протестирале против таа војна, но владата или управата или водачите во Америка те повредиле 11 студенти. Биле убиени, значи 4 и 11 биле повредени. На денешен ден, 1980 година, во Љубљана умре Јосип Броз Тито, председател на поранешната Социјалистичка Федеративна Република Југославија, председател на Сојузот на комунистите на Југославија и така натаму. Роден бил во селото Кумровец, Хрватско Загорје во 1891 година. Верувам се сеќавате кога тоа беше објавено на телевизија, на радио, кај што многу луѓе беа ожалостени, знамињата беа спуштени на пола копје и се сеќавам се уште кога спикерот објави на вестите другарот Тито почина. Тоа беше сензација. Се играше фудбалска такмица, мисчина беше во Загреб, игра српски клуб и хрватски. Многу од играчите почнаа да плачат, се прегрнуваа и тоа беше навистина голема жалост во поранешна Југославија. Еде, поминаа доста години, 1980 година. Јас се сеќавам, таа година бев во војска, но пред Тито да умре, веќе бев отслужил, но знам имавме постојни вежби, додека Тито беше болен во болница во Љубљана, не држа на готовст како војници, бидејќи постоеше опасност да биде тогашна Југославија нападнати од соседните земји. Ете каква е политиката. 1993 година Република Македонија и македонски пошти биле примени во членството на Меѓународната унија за телекомуникација, специализирана организација на ООН во областа на телекомуникациите со седиште во Женева. Еве да ви пренесам уште неколку информации за настани кои се случиле во минатото. 2003 година швајцарецот со индиско потекло Дани Бекман бил примен во швајцарската гарда, единица која го чува папата, како прв нејзин припадник кој не е белец. Еве уште една. 2005 година најмалку 60 луѓе загинале, а повеќе од 150 биле повредени во напад на бомбаш самоубиец во ирачкиот град Ербил. Еве, тоа беа неколкуте информации кои се случиле на денешен ден, 4. мај во минатото. Одиме сега со песна, почитувани гледачи, потоа ќе се вратиме повторно во нашата програма. Gledam ljude oko sebe, samo nekud jure, pa se pitam često puta zašto tako žure i barem malo stati, ma nitko nema vremena. O da, ma tu smo svi na putovanju, život teče kao rijeka, ali netko tamo gore
čeka i zato njemu pjevaj, nek to je navika. Mi putnici smo što putujemo svijetom i pjevamo ovom malenom planetom i pjesma neka bude utjeha za brige sve. Mi putnici smo što putujemo svijetom i pjevamo ovom malenom planetom, pa zapjevaj i ti, jer netko gore volite. Sretnem jednog starog prijatelja, pitam kako ide, on mi veli: daj me pusti, ljudi me se stide, a ništa nije dobro i ne znam kud sa sobom ja. O daj, a ja mu kažem ajde pogledaj, gore u visine, znaj da neko tamo jednako se brine i zato njemu pjevaj, nek to je navika. Mi putnici smo što putujemo svijetom i pjevamo ovom malenom planetom i pjesma neka bude utjeha za brige sve. Smo što putujemo svijetom i pjevamo ovom malenom planetom, pa zapjevaj i ti, jer netko gore volite. Mi putnici smo što putujemo svijetom i pjevamo ovom malenom planetom i pjesma neka bude utjeha za brige sve. Mi putnici smo što putujemo svijetom i pjevamo ovom malenom planetom, pa zapjevaj i ti, jer netko gore volite. Продолжуваме со нашата програма, почитувани гледачи. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите ова наша утринска програма. Следува рубриката Капки на мудроста и кратка утринска приказна. Еве неколку капки на мудроста што сакам да ги споделам со сите вас ова утро. Преку болката и трпението ќе дознаеме зошто била таа болка и како никогаш да не се повтори. Не дозволувај погрешни луѓе да влезат во твојот живот и да те натерат да го сакаш она што тие го сакаат и да го загубиш она што тие го немаат. Убава порака, убава мисла. Во природата на човекот е да се развие во цвет или коров. Затоа на време првото треба да се полева, а другото да се корне. Во природата на човекот е да се развие во коров, како што реков. Но уште еднаш ќе повторам, од нас зависи што ќе ние развиеме во себе. Пий вода од својот извор и она што извира од твојот кладенец. Некои нешта мора да бидат кажани, без разлика на се. Секој ден е нов почеток. Остави го она што можело да биде и чекори кон она што може да се стори или да се случи. Нема да бидеш подобар ако луѓето те фалаат, ниту ќе бидеш полош ако те критикуваат. Иако понекогаш критиката, добронамерната, помага
Може nekoj работи ние не ги согледуваме, но како некој што рекол, повеќето очи повеќе гледаат. Секако, ако тоа е добро намерно кажено, треба да тие критики ги прифатиме за подобри да бидеме и да се подобриме. Значи, иако некој тоа го доживел, нема да бидеш подобар ако луѓето те фалат. Да, може фалењето да удари во глава и да се изгубиме, што се вели, но ако е добронамерна критика, со добри намери, да бидеме подобри, да се нешто подобри, тога што треба и да се прифати. Утринската порака или приказна, кратко размислување, го наоѓаме во Лука, 14 глава, од 16 до 17 стих. Еден човек приготви голема вечера и покани мнозина. И кога беше време за вечерата, го прати слугата свој да им каже на поканетите: дојдете, зашто веќе се е подготвено. Ова куса приказна правилно ја прикажува состојбата на многумина кои тврдат дека веруваат во сегашната вистина. Господ им испратил покана да дојдат на вечера која со многу трошоци ја подготвил за нив. Но световните добивки им изгледале многу поважни од небесното царство. Биле повикани да учествуваат во нешто што има вечна вредност, но нивните имоти, нивниот добиток, нивните домашни интереси им изгледале многу поважни од послушноста кон небесниот повик, така да надминале секаква божествена привлечност, па тие земски работи им послужили како изговор за непослушноста кон небесната заповед. Дојдете, зашто веќе е се готово, подготвено. Толкму благословите кои Бог им ги дал на тие поединци, за да ги искуша, да види дали ќе му го дадат Божето на Бога, им послужили како изговор да не ги послушаат барањата на вистината. Ги превземале своите земски богатства со своите раци и рекле: морам да се погрижам за ова, не смем да го запоставам она што му припаѓа на земскиот живот, се ова ми припаѓа мене. Така срцата на тие луѓе станале нечувствителни како разгазен пад. Нивните срца толку многу зараснале во трње и грижа за овој свет, што небесното не можело повеќе да најде место во нив. Исус ги повикува изморените и оптеретените со ветување за одмор да дојдат кај него. Тој сака тие да го остават свој тежок товар од световните грижи и збунетост и да го земат неговиот јарам, кој значи самооткажување и жртвување за други. Се покажало дека ова време е лесно. Тие кои одбиваат да го прифатат олеснувањето кој Исус им го нуди и кои ќе продолжат да го носат тешкиот јарем на себичноста, оптеретувајќи ја својата душа со тешкото бреме на своите планови за натрупување пари, за да ги задоволат своите желби, не го искусиле мирот и одморот кои се наоѓаат кога ќе се земе Христовиот јарам и кога ќе се подигне бремето на самооткажување и несебична великодушност кои Христос ги носил за нив. Душите за кои Христос умрел можеле да бидат спасени со нивните лични напори и побожен пример. Но драгоцената светлина била ставена под некаков сад, па не им давала никаква светлина на оние кои биле во куќата. Еви со ова кратко размислување, почитувани гледачи, дојдовме да мислата дека Господ не повикува сите на таа голема вечера. Дали ќе се одзвиеме или не, зависи од нас. Или ќе најдеме некој своје оправдување. Библијата зборува за една приказна дека кога биле повикани луѓето, некој рекол морам да ги пробам воловите, купи волови, некој рекол купив нива, мора да видам, некој рекол се оженив и сите нашле оправдание и не ја прифатили поканата. Таа приказно кажува дека Господ е тој домакин кој не поканува на свадба. Ние сме тие учесници. Дали ќе се одзвиеме на Божиот повик или не, зависи од нас. И затоа Бог вели дојдете, зашто веќе е се подготвено. Наскоро Исус ќе каже свршено е. Кој е свет нека остане свет, кој е добар нека биде добар, кој е поган нека уште остане полош да биде. Зашто вечерата е готова, свадбата е тука пред нас. Христовото доаѓање ќе се случи наскоро, но Господ сака и ние да се најдеме во таа група на спасените.
Odime su pesna, a potom kad se vratime povtorno vo emisija. Spokoja nema za mene bez tebe. Ja volim te, ja trebam te i svaki put ja tebi vraćam se. Oče, želim ti sada priznati, najbolji otac si ti i jedini. I svima želim priznati koliko sad mi značiš ti. Srce ti predajem i tvoja ostaje. Oče, želim ti sada priznati, najbolji otac si ti i jedini. Ja volim te, ja trebam te i svaki put ja tebi vraćam se. Oče, želim ti sada priznati, najbolji otac si ti i jedini. Najbolji otac si ti i jedini. Poštovani gledači, pozdrav do svita vas koji v međuvreme se vključivte i sledite našta programa. Preda pomineme na slednova rubrika Utrinski tekst koji deneska go naogjeme vo Bitije ili prva knjiga Mojsejeva, 9. glava, 8. 9. stih. Sakam da ve izvestam deka ova prolet v Ohrid ke se organizira seminar za возрастни pod naslov So Hrista na gorata. Kja vidite сега reklamata, odnosno plakatata, znači od 20. do 24. maj imаме
убава прилика, сите вие кои сакате, може да се пријавите, цената е 2700 денари, од 20. мај до 24. Ке имаме специјален гостин од Белград. Со нас ќе биде Желимир Станич, теолог, кој ќе ни послужи за овие денови. Еве пред себе го имаме и распоредот, значи ќе имаме отварање во петок навечер, потоа цела сабота ќе бидеме заедно според програмата, потоа и одиме во недела, значи почнуваме со поедок во 7:30 часот, имаме утринска порака, предавање, имаме значи ручек, потоа имаме време за прошетка, пауза, дискусија, слободно време и некаде во 20 часот, во 18 ќе биде вечера, потоа вечерно богослужение и од 8 до 10 слободно. Нешто слично ќе биде и во понеделник, значи имаме распоред, ќе има и време за прошетка, да се разгледат убавините на Охрид. Интересно, во Охрид има 365 цркви или мали црквички. Луѓето во минатото ги правиле за секој ден по една. Ќе имаме прилика да разгледаме некој од нив, како што е Свети Канео и така натаму. Потоа во вторник имаме повторно богослужение, имаме предавање од нашиот гостин и некаде со ручек завршува таа средба, значи тој семинар, затоа пријавите се, може да пишете на наша адреса овде во студиото или таму вие кај што припаѓате во вашите локални цркви, во вашите локални заедници, прашајте ги вашите проповедници, ќе ви дадат пријава, а можете директно и на мене да се јавите, да успоставиме контакт, значи од 20 до 24 мај ова година во нашата зграда, имаме посебна зграда, затоа пријавите се на време, за да не спиете во околните куќи, кај што се изнајмуваат, значи, викендици, но за тоа ќе се договориме кога ќе дојде време. Ние ова информација ќе ја споделуваме, значи, во наредните денови, за да бидат поголем број на луѓе информирани, па ете кој може, кој во можност, ете да биде дел од ова дружење со Христа на гората. Одиме сега со утринскиот текст кој го наоѓаме, како што реков, во Битие 9 глава 8-9 стих. Уште Бог им рече на Ној и на неговите синови: со него, еве, јас ќе го склучам својот завет со вас и со вашето потомство после вас. Значи, уште Бог им рече на Ној и на неговите синови. Со него, со Ное и со неговите синови, Бог склучил завет. Беззаконието толку многу се расширило, што Бог рекол: ќе ги истребам луѓето што ги создадов од лицето на земјата. Ама Ное најде благодат во Господовите очи. Ное беше праведен и непорочен човек во свое време. Ное одеше со Бога. Ное бил одреден да му проповеда на народот и според Божите упатства да изгради ковчег во кој ќе се спаси тој и неговото семејство. Не требало само да проповеда, туку и со својот пример на градење на ковчегот да ги увери луѓето да веруваат во она што го проповеда. Ное не го заборавил Бога, кој толку милостиво ги сочувал, туку непосредно после издигувањето од ковчегот подигнал олтар и на него принел жртва паленица, искажувајќи на тој начин своја вера во Христа како голема жртва. Ноевата жртва допрела до Бога како сладок мирис. Тој му ја прифатил жртвата и ги благословил Ное и неговото семејство. За човекот да не се плаши на собирањето на облаците и паѓањето на дожд. Бог милостиво го охрабрил Ноевото семејство со ветувањето: го поставувам својот завет со вас, така што никогаш повеќе потопните води нема да ги уништат живите суштества. И Бог рече: а ова е знакот на заветот што го исклучувам меѓу себе и вас и со своите и со сите живи суштества што се со вас за идните поколенија. Кога Божилокот ќе се појави на облакот, јас ќе го видам и ќе си спомнам за вечниот завет меѓу Бога и секоја жива душа и секое тело на земјата. Со овој знак на гаранција даден на Ное во врска со потопот, Господ поврзува едно од најдрагоцените ветувања на својата благодат. Оти тоа за мене како потопот на Ное.
kako što se zakolnav deka potopot nema poveke da dojde na zemljata. Taka se zakolnav deka nema da ti se lutam, nito da te prekorovam. Planini ke se pomestat i ridovi ke se raznišat, no moja ta milost nema da ostapi od tebe, zavetot na moj mir nema da se razniša, veli Gospod koji te milova. Evo, počtovani gledači, ovo beše znači utrinski tekst ili utrinskata poraka koja je najdofme tokmuvo prva knjiga Mojsejeva, kako što i pročitavme vo 9. glava, koga Bog sklučil zavetco Noe, koga ti je izlegle od golemi od brod, je preživele ta golema poplava, bi rekao, tragedija, potopuvanje na cijeli svijet, no Bog gi sočuval, zašto Noe bil praveden čovjek, našel milost vo Gospoda. Ako sakate da je proučuvate Biblията, počtovani gledači, vi to možda go storite preko dopisната biblijska škola. Evo сега ќе видиме и рекламата, а потоа ќе се вратиме повторно во емисија. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве неповторно во програма. Почитувани гледачи, поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите во живо нашата емисија. Дојдовме до рубриката да се запознаеме со библиските личности. И ово утро ќе спомнам една библиска личност од Стариот Завет, од малите пророци, ги има 12, а тоа е книгата на пророк Наум или пророкот Наум. За овој пророк немаме многу податоци во Светото писмо, но знаеме дека напишал една своја книга која има само 3 кратки глави. Инаку неговата книга, значи, го носи неговото име, пророк Наум. Тој го опишува крајот или пропагањето на Асирското царство и неговиот главен град Ниневија. Малку се знае, како што реков, за пророкот Наум. Сепак тој зазема дел од тие пророштва кои ги напишал и се запишани во неговата книга. Еве ќе прочитам само неколку кратки извадоци. Пророштвата на Ниневија, книга на видението на Наум, Елко Шанецот. Господ е Бог ревнител и одмазни. Господ се одмаздува и се гневи. Господ им се одмаздува на своите противници. Издржив е во гневот против непријателите. Значи, тој го најавува пропастот на тоа Асирско царство со главниот град Ниневија. Ниневија, верувам ви, е позната, почитувани гледачи, по пророкот Иона, кој проповедал. Тој е бил голем град од 120.000 жители и град кој што имало многу лоши работи се случували, затоа Господ сакал да го уништи, но го испратил пророк Иона да проповеда и за чудо народот се обратил, се покаяле, царот наредил пост и молитва и Бог е променил својата одлука за уништување. Но овде сега пророкот Наум најавува катастрофа на тоа царство. Тешко му на крвничкиот град, полне со лаги и грабеж, тој не прекратува со ограбувањето. Тоа е пророштво кој го пишува самиот Наум за градот Ниневија. Плускање на бич, слушајте, тропање на колца, коњите се издигаат, колите подскокнуваат, коњаниците јаваат, мечевите блескаат, копјата светкаат, многу ранити, мнозинство мртви, трупови до недоглед се сопнуваат на трупови. Гледате какво страшно пророштво прорекува овој Божи човек, пророкот Наум,
za ovaj grad. No narodот како да не обраќал внимание и понатаму тие продолжиле со својот раскошен живот. Зар не си подобра од Амоновата Теба, која лежеше меѓу водите на Нил? Со води обкружена морето беше нејзин пред зидот, водите беа нејзин зид. Нејзина сила беше Етиопија и Египет, немаше граници, Фут и Ливија и беа помошници, но сепак заробената отиде во робство, а нејзините младенци беа здробени по сите раскрсници, за нејзините угледни луѓе фрлаа жрепка, сите нејзини големци оковани се со вериги. Така и ти ќе се опијаниш, ќе се сокриеш и ќе бараш за солниште од непријателите. Сето ова се предупредување на овој Божи човек, но народот не обраќал внимание, ниту водачите. Твоите кнезови се како скаколци, а војнчалниците како рој скаколци што седат под зидовите кога е студено, но кога сонцето ќе огре, одлетнуваат и нивното место не се познава каде биле. Твоите пастири спијат, о царе асирски, твоите мокници лежат, твојот народ се распрасна по горите, никој веќе не може да ги собере. Нема оздравување за твојата повреда, твојата рана е неизлечива. Сите што ќе чујат за тебе, ќе плескаат раце над тебе, зашто врз кого ли не премина твојата злоба постојано. Ете, тоа е пресекот на видување на овој Божи човек на пророкот Наум. Доколку и вие сакате да имате Библија, да ја читате и да ги читате овие пророчки записи, слободно пишете ни, почитувани гледачи, а ние ќе ви спратиме бесплатно Свето писмо. Одиме понатаму со нашата програма со една убава песна. Lutao sam ovim svetom, sam bez cilja i bez nade, umoran od svojih rana, umoran od svih lutanja. Sve dok me tvoja ljubav, Bože, nije dotakla, sve dok me tvoja ljubav, Bože, nije podigla iz blata. Nije bilo prijatelja, nije bilo nikog, ruku da mi pruži, moju bol da podijeli. Sve dok me tvoje boli nisu iscelile, sve dok mi tvoje svetlo nije sve moje rasteralo tmine. Samo tvoja ljubav može učiniti da sve procveta. Samo tvoja ljubav može upaliti nova svetla. Samo tvoja ljubav, Bože, samo tvoja ljubav, Bože. Nema takve pesme, nema takvih reči kojima bih mogao hvalu ti izreći. Neka ti život, o moj Bože, bude hvala. Neka ti život, o moj Bože, bude pesma koja nema kraja. Samo tvoja ljubav može učiniti da sve procveta. Samo tvoja ljubav može upaliti nova svetla. Samo tvoja ljubav, Bože,
samo tvoja ljubav, Bože. Samo tvoja ljubav može učiniti da sve procveta. Samo tvoja ljubav može upaliti nova svetla. Samo tvoja ljubav, Bože. Samo tvoja ljubav, Bože. Ние сме сега во рубриката како да ја запознаеме нашата република, нашата земја, Македонија, и зато секој утро споделуваме интересни впечатоци од поедини градови, села, водопади. Денеска ќе кажам неколку реченици за едно мало градче во Источна Македонија, тоа е Виница. Вие кои сте патувале према Берово, од Кочани неминовно ќе поминете низ ова мало градче, симпатично градче. Град во источниот дел на Македонија, сместен во југоисточниот дел на Кочанската котлина и центар е на општина Виница. Според најновите истражувања, името на градот Виница уште не е во целост разјаснето. Во јавноста погрешно беа толкувани записите од тераконтине икони во кои името Виница се поврзуваше со името Винеа. Радмило Петрович во трудот Армонија Латина дал свое толкување со проблемот на тие градови во источниот дел, како што се Астибо, Келендин, Армонија, Запара и Трапунара. Тоа се стари имења на некои градови. Посебно внимание обраќа местоположбата на градот Армонија, за кој се смета дека е градот денешен Виница, над кој како фортификација се издига Виничкото кале. Според него името на градот е од тракиско потекло, кое турците, кога дошле на овие простори, го измениле, бидејќи не го знаеле вистинското значење на името на градот. Тие го поврзале со најсличниот турски збор армија, некој што прави лоши дела. Подоцна непосредно бил преведен на локалниот јазик со исто значење виница или вина. Сега овде имаме и други некои податоци, како е да е. Неговото објаснување го аргументира ако Транупара ја лоциравме во Крупиште, следните 20 мили по табулата не доведуваат на местоположбата на денешна Виница. Тука сега објаснува оваа госпоѓа Маријан, односно господинот Маријан Јованов во своето излагање културно наследство дава толкување за името на неколку места или градови во Македонија, па еве тој спомнува и за ова место кое се викало Транупара, тоа го споредува дека е денешна Виница. Како е да е, подрачјето на Виница било населено во времето на Неолитот, некаде од 12 до 6 век пред нашата ера. Според пронајдените материјали од Виничко кале и околните археолошки наоѓалишта во антиката, подрачјето го населиле Пејонците. Сегашниот град потекнува од византиската тврдина која била центар на производство со вино. Лозните насади на виничкиот рид биле напуштени по 1980 година, кога поактивно започнало археолошките истражувања. Во османлиските даношни регистри на немуслиманското население во вилеетот Кратово 1680 до 1619 година е забележено како село Виниче со 55 домакинства. Во списокот на селата на немуслиманското домакинство во исто време, во истиот вилеет од 1637 година, регистрирани се 31 домакинство македонци. Евлие Челебија во втората половина на 70 век
Pominali ste je krajevi i evo što zabeležal. Patovajki 4 časa niz gori i planini pristigna vo Vinica, poznato mesto po golemiot pazar na zemjodelsko-stočarski proizvodi. Mesto toga vika Jeni pazar, nov pazar, znači Jeni pazar, znači nov pazar, poradi ovoj golem bogat pazar so stoka koji inako se održaval se koja nedela. Vinica podlog period bila imenuvana tokmu vo beleškite na Čelebija. Kako pogolema selska naselba se razvila vo 19. vijek, koga bila formirana čaršijat i koga stanala trgovski i pazaren centar za selata od levata strana na Bregalnica. Bogati od stočen pazar i održavanje to na 2 panagiora godišno ovozmožilo vo naselbata da postojat pokraj poveketo trgovski i zanetički dukjani i 10 anovi. Smesteno je, kako što rekao mi, grad Vinica, pomegu planinata Plačkovica, od drugata strana Golak i Obozna. Vo jugoistični oddel na Kočanskata kotlina, na severni od breg na rekata Bregalnica. Se naogje na 395 metri nadmorska visina. Gradot je oddalečen 11,5 km jugoistično od Kočani i 38 km jugozapadno od Delčevo, 40 km od Štip i 40 km od Berovo. Kako je da je? Malo gradče, simpatično, čist vozduh, se gleda kotlinata Kočanska, kaj što se odgledova ubav makedonski kočanski oris. Toliko za ova sel, odnosno za ova gradče, naselba, no sepak pitomo mesto, ako imate prilika, koga odete prema Berovo ili prema Delčevo, Pehčevo, navratite, može da ispijete nekoj sok, nekoj čaj vo toga gradče i da prodolžite do vašata krajna destinacija. Znači, ova gradče deneska ima nekada okolo 10.000 žitelji, pogolemo gradče, ostanatite mali gradče što ga imame, no živopisno je, živo je to mesto, ima mnogo iseljenici koji se vo stranstvo, u Italija pretežno ili vo Švajcarija. Odime сега понатаму да кажеме нешто од полето на здравјето. Денеска ќе ви пренесам неколку информации, почитувани гледачи, за копар, копарот, ароматичен зачин богат со витамини. Копарот потекнува од Медитеранот и Јужна Русија, а се користи од најстари времиња. Најчесто се употребува како зачин, а исто така и како чај, кој ги стимулира или смирува стомашните грчеви кај бебињата. Значи, ако имате бебиња, мали дечиња, имат грчеви во стомакот, направете слободно чај од копар. Ова растение е едно од најдобрите функционални храни. Во 100 грама копар има само 43 калории, но содржината на фитонутренитите не е помала во споредба со високо калоричната храна, како што се јаткастите плодови, церелиите или пак месото. Од витамините застапени се ниацин, пиридоксин, фолна киселина, витамин А, бета-каротен, витамин С, а исто така богата е со растителни влакна кои што помагаат во контролирањето на нивото на холестеролот во крвта. Гледате, многу лекови ги имаме во природата. Во претходните емисии читавме и за други билки кои се хранливи, лековити пред се. Во 100 грама копар ги задоволува дневните потреби на организмот во следниве фази, односно работи 35% за фолати, B12, B11, 14% за витаминот B6, имаме B2, имаме С витамин, А витамин, калциум, железо, манган. Гледате, се тоа е составено во ова билка, во овој зачин копар. Витаминот А и бета-каротинот се природни флавоноиди, антиоксиданси. 100 грама пролетни листови копар задоволуваат од 257% од дневните потреби на организмот за витаминот А. Витаминот А е потребен за одржување на здрави мукозни мембрани и кожа, а е неопходен за добар вид. Консумирањето на природна храна, која е богата со флавоноиди, му помага на организмот во заштита од канцер на белите дробови и усната празнина. Копарот е одличен извор на витамин С. Во 100 грама копар
Има около 80 мг витамин С, со што се задоволуваат 140% од дневните потреби на организмот за витамин С. Витаминот С му овозможува на телото подобро да се бори против инфекции и го штити од слободни радикали. Знаете како изгледа копар, го има на зелените пазари, пробајте, земете и ќе се воодушевите. Не само што има пријатен мирис, туку е и лековит. Покрај тоа копарот ги содржи минералите бакар, калиум, калциум, магнезиум, железо и манган. Калиумот е значајна компонента на клетките, а помага за одржување на правилен срцев ритам и крвен притисок. Копарот содржи голем број на хемиски состојки кои што имаат антиоксидантни, превентивни карактеристики и кои го подобруваат здравјето. Листовите на копарот, на пролет и семето содржат есенцијални масла како што се дилапоил, еугенол, лимонен, терепинен и миристицин. Есенцијалното масло еугенол се користи и во фармацевтската индустрија за производство на локални анестетици и антисептици. Исто така е утврдено дека ова масло го намалува крвниот шекер кај диабетичарите. Маслото од копар, кој се добива од семето, поседува антиспазомолистички, керманитивни, дегеститивни и седативни карактеристики. Гледате какви извори имаме, каков извор на витамини, на хранливи материи состојки се наоѓаат во копарот. Копарот најдобро да се користи во свежа состојба, но може да го замрзнете или пак и сушите. Се комбинира заедно со лук и црн пипер во јадење од риба, супи, салати и таратор, а кај нас најчесто се користи како зачин за кисели краставчиња. Да, се става како цвечења во теглото кога наесен ставате кисели краставчиња. Еве, почитувани гледачи, тоа беа советите од здравјето и се запознавме со едно ново мало градче во Македонија на исток, тоа беше градот Виница. Одиме повторно со песна, потоа ќе се вратиме да ја продолжиме нашата емисија и да ја проследиме последната рубрика за денес. Te obožujem.
žive vo mene, žive vo mene, žive vo mene, Isuse. Еве неповторно во живо ја следите утринската програма, почитувани гледачи, емисијата на радио Глас на надежта. Ова е адвентистичко радио koje ја имитува својата програма секој утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Следува рубриката Археологијата потврдува Библијата или Светото писмо. Продолжуваме со исечоци да ви пренесам од ова книга. Можат ли образованите луѓе да имаат доверба во Библијата? Ќе ви дадам уште еден пример. Читаме во книгата на Јов или за Јов, 26 глава, 7 стих. Тој го распрострел северот над празнината, земјата ја закачил на ништо. Што учи Библијата за земјата? Таа кажува дека земјата лебди во просторот. Старите грци верувале дека земјата почива врз грб на Атласа. Индиците верувале дека земјата се потпира врз грб на слон кој стои врз желка на големо море. Уште пред неколку стотина години европејците верувале дека земјата е рамна плоча. Нажалост, повторно се покренува тоа прашање дека земјата не е тркалезна, туку дека е плоча. Се повеќе луѓе ја тврдат таа вистина дека земјата е равна, но да видиме што пише понатаму. А за сето тоа време, дури 3500 години, Библијата зборува дека земјата се наоѓа во просторот, дека лебди. Библијата дури кажува дека таа е тркалезна. Тој е оној кој седи над кругот над земјата, книга на пророк Исаја, 40 глава, 22 стих. Илјадници години Библијата учи дека земјата е тркалезна, а научниците верувале дека таа е рамна плоча. Кој има право? Библијата или науката? Божјата реч секогаш има право. Со се повеќе научни сознанија, ние денес увидуваме колку Библијата е прекрасна. Во неја можеме да имаме целосна доверба. Лично сметам дека можеме да имаме доверба во секоја страница на оваа книга, затоа што низините писатели пишувале под Божја инспирација. Бог им рекол што треба да пишуваат. И затоа Библијата денес звучи толку современо, иако е стара илјадници години. И затоа Бог сака да ја проучуваме. Зашто? Ако е Божја реч, ние треба да ја сакаме и да ја цениме. Затоа треба да ја цениме, зашто Библијата не е обична книга. Таа се разликува и по пишувањето, и по авторите, но и со времето како настанала, зашто Бог ги инспирирал тие 40 писатели кои напишале оваа света книга, која се дели на Стар и Нови Завет, која е составена од 66 помали или поголеми книги, 39 во Стариот Завет и 27 книги во Новиот Завет. И треба да ја проучуваме Библијата. Во неја треба да најдеме Божјата волја и да ја исполниме. И затоа, еве, почитувани гледачи, овде ќе застана, ќе продолжиме во наредната емисија со пренесување на интересни факти, дека денешната Библија е веродостојна, дека денешната Библија е верна на оригиналот. Јас неколку пати напоменав во минатите емисии дека ние немаме оригинална Библија пишувана од апостолите, но кога веќе постоеле тие оригинали, пред да се распаднат и да бидат уништени, Бог подигнувал луѓе да ја препишат Библијата во оригинал и денеска не имаме навистина веродостојна Библија и Свето писмо. Еве, почитувани гледачи, полека дојдовме до крајот на ова наша денешна емисија. Уште не сакам да ве повикам. Сите вие кои сакате да поминете 4 убави денови на семинар за возрастни во Охрид од 20 до 24 мај, слободно јавете се, пишете ни, а ние во наредните денови и емисии повторно ќе ве подсетуваме. Сите вие кои имате можност да издвоите 2700 денари и да поминете 4 убави денови со друштво на луѓе од Македонија, мажи и жени, да се дружиме, да го предславиме Господа. Темата е со Христа на гората. Еве, се одјавуваме од нашата денешна емисија. Ви посакувам убав ден. Ви закажувам нова средба, значи утре повторно на исто место, во исто време, во 8 часот и 30 минути. А до тогаш
Бидете поздравljeni и секој добро. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.